пред 2 саботи во очи на Духовден, оние кои што беа, сеќавате, зборевме во тој поглед и го спомнавме оној случај во Матеј 12 глава, каде што, нели, се објаснува оној пример на нечист дух кој што излегува од човекот, од куќата, од домот, и талка во безводни места, барајќи одмор, но него наоѓа, потоа вели се враќа назад и го наоѓа домот празен, што е погубително, тоа баш тој дел, и чист, и уреден, и си вика уште 7, уште полоши, нечисти духови, демони, и се вселува во домот и вика состојбата на овој човек станува уште пострашна од првата негова состојба. И навистина, мора да сватиме дека живееме во посебно чувствително време, посебно опасно време, кога тие сили на нечестивиот, на ѓаволот, и те како делуваат. И таа борба за секоја душа се повеќе се разгорува. Како што Господ сака да спаси, ѓаволот сака да уништи. Ефесијаните 6.12, што вели? Ајде, тоа нека ни биде почетен стих. Јас нема да отварам Библија, се ми е тука, да ви кажам право, дали е тоа заради тоа што не дека не гледам, почнав да не гледам, потешко гледам, ситна ми е Библијата, може би треба да си набавам малку покрупна, но дали е тоа од тоа што не сакам и си викам што подалеку да биде тоа време кога ќе ставам на очери, не знам, не сакам да се замислам како таков, може би ради тоа, па е вака, молам? Невиновно е, да, за жал тоа е. Пред само неколку години си мислев дека, јас ќе гледам, до смрт ќе гледам. Меѓутоа, така, значи. И белата коса, знак на мудрост. Благодарам на комплиментите, иако се уште немам научен. За жал, овие екрани, мислам дека ја одигра улогата највеќе во мојот случај, така да еве, значи ја во екран немам проблем да гледам, знаете, она светло позади, па бело, црно на бело. Меѓутоа, кога гледаш книга, сосема е поинаку. Така, да, така. Иако ја немам прекорачено 50, ама натака идам. Добро, да се насочиме на тема. Значи, Ефесијаните 6.12. Зашто нашата борба не е против крвта и телото. 6.12. Нашата борба не е против крвта и телото. Ние немаме непријатели во телесен облик. Нам непријатели не ни се луѓето. Не ни се католиците, не ни се не знам овие, не знам тие. Сите тие се Божи созданија. Туку против началствата, против властите, против светските владетели на темнината на овој век, против духовните сили на злото во небесните места. Си имаме работа со моќен непријател. 1/3 од ангелите тргнале по ѓаволот. 1/3 се во негова служба. 1/3 се во служба на тоа да уништат се што можат, секоја човечка душа. Дури 1/3. Сега, кога би знаеле колкава е бројката на вкупната бројка, па се 1/3, нели, проста математика да израчуна, меѓутоа секако тоа е огромен број. Ако можело во еден двајца таму обседнати да има цел легион на демони, тогаш можеме да замислиме, значи, колку ги има и колкава е нивната моќ и сила. Инаку, насловот на темата ми е налик на оној вестерн филм Седумината величествени. Темата ми се вика Седумината обседнати, а не величествени. Може да се сеќавате на филмот, оној вестерн филм. Постаро време, Седумината обседнати. Значи, некако продолжувам со темата од минатиот пат, почувствував дека треба малку да ја прошириме. И еве да читаме, да се подсетиме, иако ја тоа веќе го спомнав, да ги прочитаме оние 2-3 стиха во Матеј 12 глава, 43 до 45.
Кога нечистиот дух излегува од човек, минува низ безводни места, барајки одмор, но него наоѓа. Тогаш вели ќе се вратам во својата куќа од каде излегов, и кога дојде ја најде празна, изметена и уредена. И тогаш оди и зема со себе 7 други духови полоши од себе и влегуваат и живеат таму, и последната состојба на оној човек станува полоши од првата, така ќе му биде и на ова зло поколение. Сега, ако се сеќавате, што рековме? Кој го представува? Кој е представен преку овој празен, чист и уреден дом? Кој што е во позиција, односно оди во правец на тоа да биде запоседнат, обседнат со 8 нечисти духови. Што велеше коментарот на Елен Вајт? Празниот, очистен и уреден дом или куќа ја представува, внимавајте, само праведната душа. Да не додавам таму во цитатот, велеше самоправедноста е големо проклетство, велите. Навистина, самоправедноста може да направи само проблем, а не и нешто позитивно и добро. Значи, самоправениот човек е на добар пат да биде обседнат со 8 нечисти духа. И се сеќава да минатиот пат спомнам, ви сега ќе го спомнам како карактеристичен пример. Тоа се првите 2 лика на обседнати. Че точно ги има 7, така ми се погоди некако, па си реков, еве, ќе ја наречам проповета 7-мината обседнати. Симон и Марија. Лепрозниот Симон, како благодарност на тоа што фарисеот Симон, Исус го исцелувал лепрата, нели ќе подготви гозба. И на која што гозба знаеме што се случило, Исус таму ќе му одржи една добра лекција преку еден пример на Симон. Се сеќавате ли што ќе му кажа? Едниот должел 500 денари, а другиот 50 денари, и на двајцата господарот им простил, и кој повише ќе го сака? И Симон, како отпушка, одговори, па оној на кого што повеќе му е простено. Со што самиот се насадил фактички во самата таа поука, која што требало да ја разбере. Кој бил во ситуацијата меѓу Симон и Марија погрешниот во очите на Исуса? Кој е оној кој што повеќе должел? Симон бил погрешниот. Иако, што велел, да знае, како да Исус не знае која е оваа жена, нема да ја дозволи така да го допира. Посочувајќи на блудницата Марија. И, знаете, склони сме ние луѓето да гледаме на такви работи, на такви личности, како на некои, не знам, грешници и така натаму. Меѓутоа, Симон си бил прав пред Бога, наводно си одел во синагога на црква, значи секој сабот и така натаму. Се било во ред, си давал десеток, па дури и 2 пати може би постел, како што стои таму за фарисеите. Се молел, клечел, може би по 2-3 часа се молел, кој знае што се правил. Меѓутоа, Симон не сваќа дека он е погрешниот и од Марија. Затоа, кажав и минатиот пат, за мене Симон е оној кој што е обседнат со 8 демони. Зошто? Затоа што Марија со колку беше обседната? Колку демони требаше да изгони Исус од неа? 7. Симон е оној кој што бил со 8, затоа што иако фала му на Господа, Симон потоа ќе стане, ќе се покај, ќе стане Христов следбеник, така стои во духот на прошлото. Фала на Господа. Меѓутоа, еден самоправеден човек навистина го спрема патот да биде обседнат со тие 8 нечисти духови. И внимавајте, кога минатиот пат ги читавме овие стихови во Матеј 12 глава, што кажавме еден друг коментар од Елен Вајт? Тоа што една куќа, една душа, еден човек не може да остане празен, укажува на едно нешто. Нема неутралност во оваа голема борба. Или сте на едната страна, или сте на другата. Минатиот пат кажавме, или си исполнен со Дух Свети, а за таа цел треба да бидеш испразнет од себе, да се створи таа празнина да бидеш исполнен со Дух Свети, или си исполнен со нешто друго. Видите, ние некој сваќаме дека обседнат со демони треба да е некој како овие двајцата гадарници да се удираат со камења по глава или не знам што, да е едноставно луд. Не мора да значи. Човекот може да си е сосема пристоен, да си е господин, да си доаѓа во црква и сето тоа, па да е обседнат од нечисти духови.
Имате најразлични начини на тоа како ѓаволот може да ве фати. Значи, еве го Симон како самоправеден, како пример на обседнат. Но, кажа, фала му на Господа. И Марија била очистена, затоа што дозволила, и се сватила каква грешница е, и Симон подоста. Е сега, во 8 глава Матеј, ако отвориме, тука имаме многу примери на исцеление. Исус ке исцели еден лепрозен. Значи, Исус е решение за физичките болести. Овде ќе видиме и исцелување исто така на демонизиран. Исус е проблем и за тие другите болести, психички, како ги нарекуваме денеска. Да, душевно. Бабата Петрова, нели, ја исцелува од треска. Потоа Исус тука ги покорил во 8 глава Матеј и природните стихи, сеќавате кога го смирил морето. И сега доаѓаме во 28 стих, кога, нели, преминуваат на другата страна во Гадара, во Гадаринскиот крај. И тука Исус се среќава со оние двајца кои што живееле на гробиштата. Демонизирани. Многу свирепи, како што вели во Матеј 8.28. Така што вели, никој не можеше да помене по оној пат. Но да отвориме во Марко 5 глава, од 1 до 5, тука е малку по-обширно, односно по-детално некако Марко ја опишал состојбата на овие двајца. Значи, страшна обседнатост. Ова е страшна обседнатост. Живееле одделно, живееле во гробишта, на крајот таму, надвор од градот, од населено место, цел регион демони. И дојдоа на другата страна на морето, значи читам Марко 5 глава, 1 стих. Во Гадаринскиот крај. И кога излезе од коработ, веднаш му дојде во пресрет од гробовите човек со нечист дух. Значи Марко забележува само еден, оној кој што бил поистакнат во случајов пристапил кај Исуса и така натаму, иако гледаме дека биле двајца. Че овие се другите двајца. Симон го спомнав, Марија, овие се други двајца, обседнати, доаѓаме до бројот 4. Што се случува понатаму, значи, и кога излезе од коработ, вториот стих, веднаш му дојде во пресрет од гробовите човек со нечист дух. Тој живееше во гробовите, никој не можеше веќе ни со окови да го врзе. Зошто многу пати го става во окови и вериги, но тој ги кинеше веригите, ги кршеше оковите и никој не можеше да го скроти. Неверојатно. Од каде му токава сила? Не е тоа неговата сила. И постојано, ноќе и дење, беше во гробовите и поридовите, викајќи и удирајќи се самиот со камен. Че, ова е стварно лудило, мислам. Некој, не знам, од последните тие степени, да кажем, на обседнатост. Но, дали е тоа проблем за нашиот Спасител Исус? Што вели во Матеј 28.18? Аде, накратко отвориме таму, па може се вратиме назад. Матеј 28.18. Тогаш Исус им се приближи и рече, дадена ми е сета власт, 28.18, на небото и на земјата. Кој легион, која армија на демони може да обстои пред Исус? Пред неговата сила и моќ. И сега во Матеј 8 глава, 29 стих, се враќаме во Матеј 8 глава, 29 стих. Еве колку може да бидат силни демоните. Да, тие се силни. Кога не имаат нас како противник. Но кога е во прашање Исус, бегаат. Дури, што ги видиме во случајов, ке му се молат, замислите си демоните ке му упатат молитва на Исуса, да ги префрли во свињите. Му се молат на Исус. За кого што патем многу добро знаат кој е. За разлика од многуми на денеска, кои што тоа го негираат. Што велат секојаш? Значи, буквално скоро во сите ситуации кога Исус има работа со демонизирани, обседнати луѓе, што велат демоните? Исус е Сине Божие. Го знаат, па многу добро го знаат, нормално дека го знаат. Едно време беа заедно на него. Беа на иста страна. Знаат кој е точно Исус. 8.29 Матеј. И ете извика, че тој легион, во Марко стои тамо легион, дури се спомнува во Марко бројот на свињите, подосно 2000, околу 2000 свињи.
големата штета која што ја направил Исус, за да наместо да одекне ова исцелување, ова чудо што го направил со 20 гадаринци, имало спротивен ефект токму поради себичноста на луѓето во тој крај, кои што гледале на штетата, на свињите, а не гледале на исцелението. Читаме 8.29. И ете извикаа велејки, што имаш со нас, ти Исусе, Сине Божи? Дали дојде ваму за да не измачуваш пред време? Видите колку, каков страв во коски, што велиме. Мада тие немаат коски, не знам. Каков страв од Исуса. Да, вика пред време, тие знаат кај ќе завршат, знаат дека ќе завршат во огненото езеро и сега дојде пред време да не мачиш. Кој почна да ви којите? Послушайте го овој цитат. Да видиме сега, значи сега се бавиме со причините. Кои се причините? Симон го спомнавме, како само праведен, како значи, пример на фарисеј. Марија веќе знаеме, блудниот нејзин живот. Причина за да биде демонизирана. Една од причините, веројатно. Која е сега причината зошто овие двајца биле обседнати? И тоа во ваков степен. Вели Елен Вајт, овие унесреќени суштества, кои живееле во гробиштата, со кои владееле демони, во робството на необузданите сетила и гнасни страсти, го представуваат она што би станал човечкиот род кога би бил препуштен на власта на сатаната. Баш Луиза читаше. Времето кога ќе се повлече Светиот Дух од земјата. Страшно време. На што се предале? Што не е клучното? Робство на необуздани сетила и гнасни страсти. Да го живееме животот. Немате да испуштате никаква прилика. Ако ви се укаже уживање, дали јадење, дали пиење, дали жени, дали се што ќе ви понуди животот, што велат. Да. Па видите, отидете само во еден клуб, диско или не знам што, па ќе видите дали на што личи тоа, мислам. И вели сатаната врши постојано влијание врз луѓето да ги умртви сетилата на разни начини, како што и самите велите, да завладее сумот на зло и да поттикне насилство и злосторство. Тој го ослабува телото, го затемнува умот и ја понижува душата. Секојаш која луѓето го отфрлаат повикот на Спасителот, му се починуваат на сатаната. Разуздан живот. Ке видиме подоцна и некои други од овие 7 обседнати, дека токму таквиот живот може да допринесе да бидете обседнати од нечисти духови и да ви уништи. Сега се вратиме во Марко 5 глава. Значи, го молат демоните да бидат префрлени во свињите. Интересен е овој спој со свињите. Значи, нечисто со нечисто. Ќе се сретне во уште еден случај, со уште еден демонизиран. Но во Марко 5 глава 14 и 15, видите што кажува овде. Значи, откако беа пренесени демоните во свињите и свињите се издавија во морето, а оние кои ги пасеа, 14 стих, побегнаа, свињарите, значи, и разгласија во градот и по селата и дојдоа да видат што станало. Значи, откако првен кажале дека ни се уништи бизнисот, потоа доаѓаат, видите какво слепило. Веднаш си гледаат на своето. Не гледаат дека оние двајца кои што биле таква страшна опасност за секој кој што ќе поминат тука покрај гробовите, сега одеднаш се смириле, станале луѓе. Претходно биле животни. Да се удираш со камењот. 15 стих, и кога дојдоа при Исуса и го видоа бесниот, или оти Марко посочува на еден, во кого беше легионот, од таква една состојба обседнат со, што знам, некој вела тама 600 или не знам колку бројал легион, оној римски легион. Или 6000 всушност, да, 6000. 6000, број 6000. Значи 4 цифрена бројка. Може да замислите. Значи во кого што беше легионот, како седи облечен и умен. Не спомнав претходно, биле голи, нели? Бесни. Облечен и
умен, значи му се вратил разумот. И вели се уплаши од ова. Се уплаши од тоа што го видува. Како овие бесни се одеднаш се вразумија. Овој израз ќе осретнеме подолу кај еден друг случај. Умен, разумен, кога ќе се врати разумот. Значи, навистина човек без разум е човек кој што е обсетнат. Не можеш поинако да го кажеш. Четворица поминавме. Петиот се наоѓа во Лука 4 глава. Сега ги гледаме пред се преку сите овие примери причините. Кои се причините? Тоа треба да ни биде на полука за нас. Кои се причините? Тоа се дел од причините. Веројатно постојат повеќе, но овде гледаме дел од причините, што ја би рекол можеби најсилни, најглавни причини, како може човек да биде обседнат со нечисти духови. Во Лука 4 глава од 31 до 35 имаме еден кој што во синагогата во саботен ден во Капернаум бил исто обседнат, на кого што Исус исто така ќе му помогне. Да читаме. Од 31 стих. И слезе во Капернаум, град во Галилеја, и ги поучуваше во сабот. И се восхитуваа на неговата наука, зашто неговото слово беше силно, а во синагогата имаше човек опфатен од дух на нечист бес. Тој извика со силен глас. Кој извика? Повторно духот. Ех, што имаме ние со тебе? Значи, повторно не е еден, веројатно се повеќе. Слично обраќање како и кај гадаринците. Што имаме ние со тебе, Исусе Назареец? Дали дојде да не упропастиш? Знам кој си ти, Божи светец. А Исус го прекоруваше велејки. Молкни и излези од него. Тогаш бесот го кутна на средина, го кутна човекот, и излезе од него, и ништо не му напакости. И сите се исплашија, и си велеа еден на друг. Какво е тоа слово, да со власт и со сила и заповеда на нечистите духови да излегуваат. И излегуваат. Тоа е силата на нашиот Спасител, кој што има сета власт на небото и на земјата. И сега коментарам на Елен Вајт, и сега замислите си, да ја немавме Елен Вајт. Па, воопшто ќе ја немавме оваа слика која што можеме да ја добиеме сега од незините коментари. Мојата проповед ќе изгледаше сосема поинакво. А сме дошле во време во кое што се расправа околу тоа дали треба Елен Вајт да ја тргнеме или не. Тогаш да ја затвориме црквата и да отидеме кај евангелистите. Ако тоа се случи. Еве го коментарот кој што се однесува на овој во Капернаум, обседнатиот, кој што бил исцелен. И кај овој човек, вели Елен Вајт, причината за неговата несреќа лежала во неговиот живот, во стилот на животот. Па дошол во ситуација да биде обседнат. Тој бил заслепен од задоволствата на гревот и сакал целиот свој живот да го претвори во една голема забава. Погледнете во светот денес. Додека зад кулисно се воспоставува новиот светски поредок, се влечат конците, тие истите на народот му нудат се повеќе и повеќе забава. Како доаѓа времето на последникот, забележувате што се случува? Забава. Отворете го телевизорот, колку канали имате едукативни некои онака, како што беше на времето. Нешто стварно човек да научи. Има. Тук таму. И тоа повеќето од каналите се забавни. Дали е тоа филм, дали е тоа музика, турбо, фолк, ваква, таква, онаква, не знам што би имате за сите вкусови. Се е забава. За да луѓето не се свртат кон сериозните работи, не се освестат, не бидат свесни што се случува, туку да да им се предадат на нечистите духови. Овој човек целиот свој живот го претворува на голема забава. Неумереноста и лекоумноста ги изопачила сите благородни карактеристики на неговата природа и сатаната потpuno завладел со него. Кајањето дошло премногу досна. Сега тој со најголемо задоволство би го жртвувал богатството и уживањето,
за да ја поврати својата загубена мажевност, бил потполно немокен во канџите на злиот дух. Не е така лесно кога ќе паднеш во раците на ѓаволот, да се искувиш од таму. Вели, и денес постојат мнозина кои како обседнатиот од Капернаум се наоѓаат под власта на злите духови. Сите кои своеволно ќе се оддалечат од Божите заповеди, се ставаат себе си под контрола на сатаната. Или си, не можеш ти да бидеш измеѓу, да останеш празен, како што минатиот пат кажа. Тој вакуум мора да се исполни, таа празнина. Ако сте се очистили, ако сте дозволили Духот Свети да ја очисти, мора да биде пополнет со Духот Свети. Таа празнина. Инаку доаѓаат другите. Многу умина попуштаат пред искушенијата на непријателот, мислики дека ќе можат да раскинат со таквото задоволство кое ќе посакаат. Остануваат се повеќе и повеќе вовлечени во него, се додека не сватат дека ги контролира волја која е посилна од нивната. Затоа треба силен човек, што вели таму, да го фати силниот. Зато што ѓаволот е силен непријател. Треба посилен. Тоа го може само Исус. Тоа го може само силата на Духот Свети, на кого што му се даде сета власт на небото и на земјата. Вели овде тајниот грев, продолжува понатаму, тајниот грев или некоја силна страст можат од него, од човекот да направат исто толку безпомошен роб, колку што бил обседнатиот од Капернаум. Сето тоа се причини, сето тоа може да не доведат во ситуација да бидеме обседнати од нечистите духови. Сума сумарум досега гледаме дека само праведност од една страна, а од друга страна лесниот живот, живот на задоволства, се големи причини. Едни од најголемите причини за да човекот падне во раците на ѓаволот и да биде обседнат од нечисти духови. И сега, тоа го гледаме и во параболата во Лука 15 глава, каде што ги гледаме, нели го гледаме таткото и двата сина. Значи параболата за блудниот син, како што обично ја знаеме, меѓутоа тука ги имаме нели двата сина. Кој што јас ќе си земам за право да кажам, тоа е така, според се тоа што кажуваме, дека и 20 биле обседнати од нечисти духови. За вториот не знаеме дали се очистил и како завршил, за првиот знаеме дека се очистил, дошел при себе, му се вратил разумот. Ајде да се навратиме во Лука 15 глава и да ја видиме целата таа ситуација, да видите што сакам да кажам. И рече, некој човек имаше два сина. И помладиот од нив му рече на татка си: татко, дај ми го делот од имотот што ми припаѓа, и тој им го раздели имотот. А по неколку дена помладиот син собра се свое и отиде во далечна земја и тамо го потроши својот имот. Што вели писмото? Живеејќи развратно. Че ги фрлаше парите по забава, по жени, по пијанчења, по музики, по кафани, по не знам што. Узмиш све што ти живот пружа, како беше. Земи се што ти дава живот. И каде го доведе сето ова? Што мислите, дали бил обсед, од што бил, да не бил полн со Дух Свети случајно? Не. Сигурно бил обседнат од нечисти духови. Како што гледаме во случајот со оној од Капернаум, тој е истиот случај. Развртен живот, забава, задоволства. Кога потроши се, настана голем глад во на земја и тој се најде во скудност. И кај се најде? Заврши кај свињите, кај нечистите. Сакаше, вели по 16 стих, да го наполни својот желудник со лушпи. Значи, овде имале влијание околностите, но да не забравяме, Духот Свети работа. Не може самиот тој да дојде при себе. Човекот не дошол сам при себе, синот, помалиот. Светиот Дух цело време работа на него. Господ не се откажува од нас, туку така. Но и околностите, значи сиромаштија сега нема, потрошил се, а така е, тој живот, кој што ни го нуди ѓаволот, под наводници живот, всушност тоа да ви упропасти. Да истрошите пари и имоти, се едноставно да изгубите на крајот и душата да ви ја земе. Да довршам со ова, па сега се сетив, сака да кажам еден пример со една
ќе ви го кажам подоцна примерот, ти видите зашто станува збор. Живеејќи, вели, развратно, ти потроши се и се најде меѓу свињите. Никој не му вели даваш. 17 стих, клучниот. А кога дојде на себе си, му се врати разумот, како што му се врати разумот на оние двајцата од Гадара. Рече, колку наемници при татка ми имаат леп во изобилство, јас умирам од глад тука. Ке станам и ќе отидам при татка си, ќе му речам, татко, сгрешив против небото и пред тебе. Не сум веќе достоен да се наречам твој син. Но таткото не дозволи овој говор да тој го одржи пред него, затоа што за таткото тој е се уште син. Сите ние сме синови и керки Божи. Никој од нас не е слуга. Синови керки Божи, така не третира Господ. Овој дојде на себе, ајде сега да скратиме, но што се случува со постариот син? Значи, првиот спаѓа во групата на оние кои што биваат обседнати со духови како резултат на развратниот живот. Животот го сваќаат леко мислено, како забава, како ништо не е тоа. Едноставно живеј колку доека можеш. А вториот е представик на оние другите, на самоправеден, кој што исто така несвесно, не ни знае, е опседнат од нечисти дух. Зошто? Затоа што кога дојде синот, кој што беше изгубен, па беше најден, таткото подготви го, значи го закла сгоеното теле и подготви веселба. Доаѓа постариот син, го гледа сето тоа и место да се радува, што прави? Е лут. Зошто? Како може таткото вака? Па овој раздаде се таму, ајде читаме. Да не раскажувам. Нели се среќава со слугите, еден од слугите го прашува што се случува, 27 стих, а тој му рече, брат, ти си дојде и твојот татко го закла сгоеното теле, зашто го прими здрав. 28 стих, тој се налути и не сакаше да влезе. А неговиот татко излезе и почна да го моле. А тој му одговори на татка си, 29 стих. Еве ти служам толку години и никогаш не прекршив ние на твоја заповед, а ти никогаш не ми даде ни јаре, за да се повеселам со своите пријатели. А кога дојде овој твој син, тој го растори твојот имот со блудници, му захла сгоено теле. Љубоморен, незадоволен, луд, покажува дека служел не од љубов, туку се смета себе си како слуга, за таков се сметал и помалиот син. Помалиот син го третирал, го сметал таткото како некој тиран и некој кој што дава наредби, туку јас сега треба да му ги извршувам, па затоа тргнал во живот. Што вика во живот? Да троши пари. Вели, во неговото тврдење се забележува дека се фали дека ги држал сите заповеди, бил послушен во се, а всушност е опседнат од нечисти духови. Токму заради таа самоправедност, како што го видовме тоа кај Симон, како што прочитавме дека таа празна куќа. Значи, пак да кажам, не сакам да кажам, да бидам попрецизен дека секој самоправеден е исполнет со нечисти духови. Дали 8, дали не знам како на состојба што е прикажано таму. Туку го подготвува патот и со сигурност ако не дојде на себе, ако не свати дека треба да падне таа негова самоправедност во правта, таа негова гордост и да гледа само на Исуса, со сигурност го подготвува патот за да биде опседнат од нечисти духови. Еве тоа го гледаме кај овој постар син. Незадоволен, лут. Замисли сега некој кој што отишел од Бога, да се врати во црква, и ете сега ние да му ги дадеме сите почести на некој начин, нели добродошлица, и некој таму да се лути, зашто овој се врати во црква. Ова не треба да се случи никако. Иако овде нели станува збор за малку подлабоко, нели станува збор за имот кој што веќе овој си го прокоскал, па сега пак доаѓа пак да земели. Како тоа? Љубомора, завист. Се што е зло го покажува овој постариот син овде. И сега кога спомнав, да не го заборавам примерот, да го спомнам при крај сме, кога спомнав дека ѓаволот денеска прави се за да ни го одвлече вниманието од вистинските вредности, од она што е најбитното, спасението на нашата душа, и не забавува со разноразни глупости,
ми текна на една македонска народна приказна, оваа недела ја гледав, значи ја имам гледано и претходно, и сега малко ќе ви ја прераскажам да видите како е поучна наистина. И токму одговара на ова што го зборувам. Беа тројца војници некои, значи, со некои шлемови така интересни во старо време. И шетаат низ шумата и се среќаваат со една жена која што ќе ви текне веројатно, може би ако сте ја гледале. Носи тешка вреќа и сега овие си се смилуваат и ајде да ја помогнат. И ја носат вреќата некаде до некое место и таа вели: добро, од тука па понатака јас самата можам. И пред да се разделат, тие ја прашуваат неа: а која си ти всушност? И таа кажува дека она слугува кај ѓаволот, значи она му служи на ѓаволот. И дека ова територија тука е на ѓаволот и да внимаваат, затоа што може да дојде да направи проблем. И после некоја време се појавува ѓаволот. Знаете, онака со рокчиња, како што обично го прикажуваат. И им вели: вие сте на моја територија овде. Не можете туку така. Не може туку така да ве пуштам, ќе наплатите за ова. Па нема проблем, едни од вели, па ќе платиме колку треба. Не. Со душите своји ќе платите. Ама вака, ќе ви кажам една гатанка, вика. Ако ја погодите гатанката, ќе ја пуштам. Ако не, ви ги земам душите. И им дава таму рок од 6-7 дена, не знам колку беа. И ми кажува гатанката не беше ни прикажана која е и каква е. Но, знаете што им вели? А јас, вика, ќе ви кажам вака, вика. Значи, им ја дава гатанката од една страна, која што е од животна важност за нив, судбоносна важност. А од друга страна им вели: колку повеќе пеете и се забавувате, толку повеќе грошеви ќе наоѓете, пари, мислам. Како беа прикажете? Грошеви, така ги викаат. Да. И ги прикажуваат овие трицата, еден на гитара, друг не знам што, и си се забавуваат, си се веселат, пеат и пари наоѓаат околу нив. Баш како што тоа го вели ѓаволот. Која е сега сликата на ова? Забава, задоволства, пари, уживања, заборавија на гатанката. Тоа му беше целта на ѓаволот. Заборават на гатанката. И се освестија таму негде на 6-тиот ден, на ден и пол пред. Велат: чекај бе, се наполнивме пари, секој ден се повеќе пари, си се веселат, а гатанката? Кај сега ќе ни текне, не ни до сега 6-7 дена, па сега за еден ден ќе ни текне гатанката. За среќа во приказната им помага онаа жената на која што тие и помогнаа со вреќата, па им кажува. Па ја погодија гатанката и си ги спасија душите. Но наревучението е тоа. Ѓаволот тоа го прави со нас. Ке не заокупира со забава, со небитни работи, за да ни го одвлече вниманието од она што е суштествено. За да не уништи. Затоа, драги браќи и сестри, треба да внимаваме. Нема неутрално. Нема неутрална зона. Не можеме ние да бидеме на неутрална позиција. Или сме на една или на друга страна. Видовме ситуации, видовме причини поради кои може човек да биде обседнат од нечисти духови. Тоа Господ не го сака. Господ сака да не очисти комплет, како што стоеше во вчерашниот утрински стих, Прво Солуњаните 5:23. Да не посвети, како и духот, и душата, и телото, комплет, целосно. И да не исполни со Дух Свети, па мислам, посветувањето не е ни можно без Дух Свети. Нека Господ ни помогне, а може да ни помогне затоа што сета власт и сила ја има. И ако читаме таму во Марко 5:13, кога ги изгонува демоните, оној легеон од гадаринците, знаете што вели стихот? И туку така им дозволи на нечисти духови да излезат од нив. Тие тоа го молят. Туку така. Како ништо. Тоа не е проблем за Господ. Воопшто. И лјадници нека се, колку сака нека се. Ѓаволот со целата армија. Не може, тој е победен непријател. Затоа, да се свртиме кон Господа, да му се предадеме целосно, да не дозволиме да ѓаволот си игра со нас и да ги уништи нашите души. Нека му е слава на Бога. Амин.